да видиме каква е состојбата во Крушево. Мислам дека на телефонска линија треба да го имаме градоначалникот Томе Христоски. Добро утро, господин Христоски. Како Крушево се справува со коронавирусот? Дали се почитуваат препораките на владата? Најпрво добро утро до вас и добро утро до слушателите на Слободна ТВ. Веднаш на 15.3.2020 сега е свикан кризниот штаб во Крушево и веднаш почнавме по препораките да работиме и мерките согласно владата и мерките на Министерството за здравство. Сите оние што значеа фреквенција на народ и граѓани собирање на народ ги затворивме, како што е градскиот пазар, библиотеката, домот на културата и се она што имаше поголема фреквенција на граѓани. Во соработка со Црвениот крст направивме повик на волонтери кои ќе помагаат на стари, изнемоштени хронични лица заради купување на намирници и лекови. Исто така, општината го скрати работното време и приемот на странки се редуцира телефонски, односно се пренасочи. На 19.3. исто така извршивме дезинфекција на се она што значеше од општина Крушево, што значи единките на општина Крушево, во соработка секако со Заводот за јавно здравје од Прилеп, како што се градинката Гонча Туфа, средното општинско училиште на Наумовски Борче, основното училиште Никола Карев, Домот на културата и потоа тоа се продолжи и на институциите кои се на централно ниво. Во главно во Крушево се почитуваат мерките и препораките на владата и Министерството за здравство. Со решение нема лица кои се во карантин во Крушево, со изјава има 10 лица за самоизолација и доброволна изолација и додека имаме 10 лица, десетина лица кои се во изолација, оние кои патувале во странство. Така, дезинфекцијата е можеби најважна, но исто така важно и да се почитува полицискиот час, дали се намалени оние групни собирања, иако во Крушево па и нема толку голем број на дискотеки, кафани, што веќе се треба да биде затворено, меѓутоа сепак граѓаните малку водат по редуциран социјален живот, дали се почитува полицискиот час? Крушево важи како туристички град и туристичко место, кое имаше поголема фреквенција на викендаши, можем слободно да кажем, но и граѓани кои се збира во централното градско подрачје. Во соработка со МВР, полициската станица во Крушево, ние ги, можем грубо да кажем, ги растерувавме тие поголеми собирања, се што значи превенција за оваа пандемија. Правевме. Господин Христоски, ви благодарам за овој утрински брифинг. Требаше да ги запознаеме нашите граѓани каква е состојбата и во Крушево, да смириме, да повикаме, нели да не се шири паника, но и да се почитуваат сите препораки кои ги носат здравствените власти, но и владата.